Ај, добар ден. Добар, зошто да не? 100 пати сум ви рекол. Ако сами не си го направиме, никој нема да ни заврши работа. Ете туку стварно. Искрено, све продадовте. Па нема смисла, како можевте, ама баш све да продадете? Нема ниту една карта, ни за Цеца, ни за Мирослав Илич, за другиве па и за не зборам. И сега, сите пожурки и концерти, само ја дома пред телевизор. Ти. И кога сме веќе кај телевизиите, вака да почнеме. Ја да ви кажам нешто, а вие да не се лутите. Ама достате со дебатни емисии, окей. Пред некоја година сите се жалевме дека нема што да се гледа на телевизија, дека нема ниту една емисија, ама ова е вистинска тортура сега. Дали сте нормални? Имаме по 2 дебатни емисии по глава на жител, бе, луѓе. Кога викавте дека немаме што да гледаме, не мислеме валјда на ова чудо, така? Мислеме на забавни емисии, странски филмови и серии, ја ли пак да ви кажувам? Ова стана баш и бозук. Направивте звезди од луѓе за кои до вчера не знаевме ни дека постојат. Ги направивте важни оние кои до вчера врска нема. Сапите мислење на олевци дојлевци. Новинарчиња со 0 ден искуство ги шлапнавте пред камера, им договоривте гости, им напишавте прашање на ливче и ајде, ти прашање ова, гостите ќе се скараат, ти кјути и само и немој реклами да заборавиш. Тоа е најбитното. Па сите за народот зборат. Народот па што модерен станал да се чудиш, колку кина да сме. Народот ова, народот она, леле, народот одустане го извадивте. Дај остаете го на рад народот. Народот ни избори си кажува што си мисли. Од денеска, од Скопскиот аеродром се воведени уште 3 авионски линии кон странски дестинации. Ајде сега сите на авиони, фаќете дженем неге. Ја ќе сидам на планина, искрено да ви кажам, и ќе си летам змаеви, дурми пасаат овците и козите. Искрено, друго чаре не ми ни текнува. Ама се напнав од старта, Извини, Пиги, морално беше. Па нели се си кажуваме? Ептен сме на телевизија, иначе и цовки ќе паднеа. Изжа не секирате. Да си пцуете на раат. Оние научниците што се занимаваат со се што направиле разноразни студии и заклучиле дека правилно употребена пцовка во вистинско време и контекст може да зголеми пораката што сакате да ја пренесете. Па затоа нема. Што мислите дека ја ќе се рапсам сега? Нема везе. Исто така, една неодамнешна студија покажала дека повеќе пцујат поинтелигентни луѓе. Заклучок? А ние македонците имаме висок коефициент на интелигенција, да пардон. Сите до еден. Така. Од другите така поважни вести од светот извојуваме. Боже, Марче, што ти е денеска? На пазарот се враќа Nokia 3310. Малку видоизменета и погрда од оригиналот, ама телефонот е тој. Добре бе, поѓаволите. Што ќе ми е телефон што не е паметен? Работи само на 2G или 2G ако сакате. Нема меморија и има камерче со дури 2 мегапиксела. Како беше најавено се ова. Добро. Батеријата ќе му траела до 10 дена, иако и негде прочитав дека може и до месец дена да трае. На што да се потроши бе, луѓе, кога нема ништо? Ќе заборев за малце, најбитното, играта со змијата ја имало. Тоа им е главното во целата кампања. Производителот фаќа на носталгија и се надева дека тие што си ја сакале пред 17 години сега ќе се ја купат во име на старите денови. Амори, Nokia, и ти све продаде, јазик бре! Ви текнува на ова? Оваа емисија се викаше Бушава азбука. Се емитуваше во втората половина од 80-тите години од минатиот век. Пред 30 години, луѓе. И беше омилена на сите, ама баш на сите, искрено ви кажам. Не затоа што немаше други емисии, затоа што стварно беше одлична. Години ви имаше некакви шушкања дека се снима ремейк, ама уште нема ништо ново. На западу ништо ново. И сега ми стана јасно зошто. Деве, спремат во јазична да биде.
Č, D, V, E, F, G, Č, H, I, J. Украдено ни е ова од интернет. За двојазичната бушева азбука која од извори блиски на продуцентите дознаваме дека ќе се вика Шуме Бушева алфабети. Да, пак ќе го замолиме Владко Стефановски да напише музика. Па може име Морија ќе ги викнеме до душе што. И тие воскресна сега или Владо Јаневски да ни ја препее нусе, ој мори нусе, ој, пари немам, ал ке те земам, смеј се само смеј. Имаме хит! Yes! Не ви барам хонорар за идеје. Добро, со минимална плата од 500 евра, а јас не сум на минималец, само на идеи ќе може на рад да се посветиме. Искрено ви кажам, кој се напунам ќе. Добро, кога сме веќе кај двојазичноста ме интересира. Оџата, како ќе пее? Како ќе го преведете? Не, искрено, за еден другар прашувам. Чеј, со титлови или синхронизирано ќе биде? Добро, може уствари не да звучи албански и на еден македонски. Добро, вас другиве народи и народности земјава глас да нисам чувам. Океј. Дали се разумемо, бре? За крај, една локум ексклузива. Некои типови у Мексико кои исто така учеле да се чудиш факултети и станале уште почудни научници, смислиле начин како пчелите убици да ги претворат во љубовни пчели кои ако те боцнат те претворат во секс машина. Белјате во тоа што неколку матици од овие пчели со љубовен отров избегале од лабораторијата и веќе направиле неколку гнезда и почнуваат да се размножуваат во дивина. Овие пчели биле познати исто така по тоа што брзо реагираат и напаѓаат и на најмала провокација. Да. Терапија за убодите не постои, а ефектите поминуваат после неколку часа екстремно голема желба за секс. Се ококоривте сите. Сега, пошто новава влада ќе биде уште подобра од старата, дознаваме дека во програмата имало планирани субвенции за сите оние кои ќе сакаат да одгледуваат љубовни пчели. Да, нема кампања за трето дете веќе. Не. Тоа готово, више заборавете. Сега за четврток има. Така, сега на сите страни ќе има фарми за љубовни пчели и народ ќе прави деца колут. Лелеј, на сите ќе биде напето. Пауза од работа за секс обавезно и по 2 сата ако треба. За наше добре, некојаш веќе не по 1 сат, не ги бива многу. Сам на себе се смачив со оптимизмов. Ама што да правам? Какво време дојде, никако да помине. Ајде, чао! Си отидов.